Во библиотеката на гимназијата Гоце Делчев денеска беше организиран литературен настан по повод Светскиот ден на книгата и авторското право 23 април. Со своји лични творби пред присутните освен гимназијалци се представија и неколку членови на Друштвото на писатели од Куманово. Настанот е со цел да се популаризира книгата, која што е наш најдобар другар, наш најдобар учител, истакна наставничката по македонски јазик во гимназијата Сонја Тодоровска. Со овој настан сакаме да ја популаризираме книгата, да ја дадеме значење во она изворна форма, затоа што денеска живееме во едно време на дигитализација и важно е да се чита книгата во пишана форма. Јас посебно сум задоволна од моите ученици, кои што токму за овој настан напишаа своји лични творби. Да се напише лична творба значи да се чита многу. А тоа значи дека моите ученици, односно нашите ученици, учениците од гимназија Гоце Делчев читаат книги и тоа е една од најголемите награди и задоволства на секој наставник. Денеска ќе бидат присутни 5 члена од Друштвото на писатели од Куманово, ќе се представат со своји лични творби и 10 ученика исто така со своји лични творби. Меѓу нив е и една ученичка која што веќе има издадено своја стихозбирка. На моје огромно задоволство, тоа е мојата ученичка Миња Димитриевиќ. Соработката со Друштво на писатели е долгогодишна и секогаш на обострано задоволство. Заеднички чествуваме вакви настани, ги чествуваме и нашиот патронен празник, чествуваме Ден на книгата, Ден на поезијата, Ден на пролета и сите настани кои што ќе бидат во врска со книгата, промоции на книги и други активности во врска со литературата. Целта на Друштвото на писателите од Куманово е продлабочување на соработката со учениците, со граѓаните, со институциите, со граѓанските здруженија, посочува поетесата Божана Трајковска, воедно и председател на Друштвото на писатели. Кажано е, соба без книга е како срце без душа. Значи книгата мора да биде секој пат присутна ако сака да се надгради себе си и полесно да комуницира меѓу луѓето. Наша цел е на Друштвото на писатели уште од почетокот соработка со граѓаните, соработка со учениците, соработка со други институции за да го пренесеме убавиот збор и на тој начин да оставиме белек зад нас кој можеби ќе се помни. Исто така и во Зафир сајто гостуваме. Во други градови гостуваме. 15 години постоиме како здружение на граѓани на Друштво на писатели. Учениците се повеќе се надменуваат себе си. А кој ќе се надмене себе си, значи повеќе чита, повеќе се надградува и на тој начин остава белек зад себе. Светскиот ден на книгата и авторското право се одбележува во чест на двајцата великани на светската книжевност Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес, кои со своите дела го задолжија човештвото, а починале на денешен ден во 1616 година. Да читаме и танцуваме двете забавни нешта кои никогаш нема да му наштетат на светот, рекол Франсоа Волтер. Ако имате градина и библиотека, имате се што ви е потребно, напишал Цицерон. Еден збор во вистинско време е повеќе вреден од 100 зборови во погрешно време, кажал Мигел де Сервантес. Кога во воздухот се појави нов космополит, разделен на два дела, како небото и земјата на прапочетокот. Кога изникне Гвинеја сред пустинско тло, и во мене се разбуди шестото сетило. Се појави нешто помеѓу вера и ерес. Тогаш се најдов во бунило од четвртата димензија. Сетив како времето тече обратно од насоката на стрелките на часовникот. Впрочем, може би ќе измислат и нов начин на сметање на времето од моментот кога почнав да те заборавам.